Во Лас Вегас присутни беа повеќе компании од автомобилската бранша во чиј фокус главно беа напредните технологии, автономното возење и вештачката интелигенција. Но имаше и премиери на нови модели. Исто како и во поранешните години, Sony и Honda го искористија медиумското внимание што го привлекува CES за партнерски да го постават вториот модел од марката Afilia. Генерички наречен Prototype 2026 како серијски продукт треба да се појави на пазарот во 2028 година. Ги има истите технологии спакувани во кросоверска каросерија со меки линии и пријателски изглед, но јапонците за него не дадоа многу информации. Неофицијално има автономија од 480 км, два електромотора со вкупно 490 конски сили и цена која ќе биде поголема од $100,000. Автомобили без премиери, меѓу нив имаше изложено и Geely, додека пак Hyundai се фокусираше на роботиката и ја представи втората генерација на хуманоидниот робот Atlas. Демонстрирајќи ги неговите способности, корејците изјавија дека за некоја година ќе започнат да го користат во својата фабрика во сојузната американска држава Џорџија. Ке им помага на работниците во извршувањето изискувачки задачи, со што долгорочно ќе се подобрат безбедноста и ефикасноста на производствените погони. Развиен од страна на Boston Dynamics, кој е под целосна контрола на Hyundai, овој робот може да носи товар од 50 кг и да функционира на температури од -20 до +40 степени Целзиусови. Сепак најголемо внимание без конкуренција го привлече кинескиот производител на правосмукалки Dream E, кој ја представи својата марка суперавтомобили Cosmere. Личи на Bugatti, имаат перформанси како Римац Невера, а освен дека имаат 4 електрични мотори со вкупно 1900 конски сили, практично за нив не може да се најдат никакви официјални информации. Се споменуваат и амбиции идната 2027 да започнат да се произведуваат и тоа во Германија, но сепак е јасно дека барем засега служат првенствено како демонстрација на дизајнерските и технолошки можности на компанијата која постои само 9 години.